Почитуван заменик председавач, почитуван министер, почитувани колеги пратеници. Мислев да отпочнам обраќањето со тоа дека не оставија без струја, се да не дозволиме да останеме без вода, но ѓаволот одамна ја однесе шегата во оваа држава, така да не смееме да потцениме ниту еден момент кој што се соочуваме и секој предизвик што стои пред нас. Значи, ќе дозволите малку хронолошки да ве запознам со каков проблем станува збор, за комплексноста на истиот и за можните последици доколку не преземеме соодветни чекори, соодветни мерки со цел да искочиме во пресет на брањето на нашите граѓани и пред самите себе си и пред нашите поколенија. Значи, Скопје се водоснабдува од две места. Првиот и основниот извор на каптирана вода од изворот Раче 1 и Раче 2, и во периодите кога имаме недостаток или недоволно неповолна хидролошка состојба, кога имаме недоволна издашлост на изворот Раче, се користи бунарското подрачје Нерези Лепенес. Тоа е на двете страни од Вардар, на крајот од Елинденска во Карпош, односно во Скопје. Исклучителна важност, заштитена материја, односно територија која што е регулирана во повеќе законски акти, подзаконски акти, правилници и една студија во која што се опфатени сите детали што сме, како сме, која е територијата, кои услови се одвиваат таму и како се врши водоснабдувањето на градот Скопје и користењето на ова бунарско подрачје. Зошто толку го велам тоа? Бидејќи во првата заштитна зона која што е оградена и ги опфаќа потесното подрачје кај што се наоѓаат бунарите, 4 од едната страна и 4 од другата страна. Во втората заштитна зона, тоа е поширокото подрачје, е исто така зона од висок ризик. И конкретно во делот на Карпош, тоа не беше ни ветување, дури би рекол една заедничка заложба на сите политички чинители кои што функционираме и работиме во Скопје и во Карпош, беше таму да се направи тој простор да се уреди и да имаме еден убав парк, дури имаше предлози за ботаничка градина и така натаму. Отпочна некои чудни активности кои што беа под еден сомничав превес. Ние реагиравме веќе малтене 2 години, каде што се одвива градежни активности под превезот на локалната самоуправа, немаше табли, немаше проекти, немаше ниту се знаеше кој работи, ни што се случува на тоа подрачје, а всушност им бевме сведоци сите, и ние, и граѓаните на Скопје, па и целата македонска јавност, од една страна еден тежок криминал, а од друга страна една катастрофа во однос на животната средина и еколошките стандарди и можните ризици за сите нас што може да се случат. Имено, на тоа подрачје кое што е богато со добар песок, тоа е практично водоносен песочен слој преку кој што се стига до што стои на бунарското подрачје, крајно неодговорно, крајно совесно се вршеше ископ на песокот, се однесуваше во непозната насока, предпоставките станува збор за неколку милиони евра, крајно неодговорно на длабочина од 12 метра. Ја имав и слики, мислев дека утре ќе дојде амандманот, ќе ви ги покажа овдека, но сведоци бевме сите. До ниво на подземни води. Огромни дупки. Ајде тоа што се направи, таа штета, истите тие дупки беа пополнувани со секаков градежен и различен тип на шут. Од она што бевме ние сведоци што фатија нешто камерите и јавноста која беше запознаена, или она што беа направени слики, можевме да забележиме дека не постоеше одредба офатена во законите или пак во студијата за заштита на бунарското подрачје кој што не беше прекршена. Една од информациите и понатаму што се потврди, се извинувам, што се потврди и тоа дека целокупните бараки во комплексот на Медицинар биле депонирани таму. Со се громобраните, со се сите азбестни кровови, со се сите други канцерогени материјали. Кога станува збор за громобраните, можеби некој од вас овдека е позапознаен, станува збор за радиоактивни материјали полни со изотопи, за кои што не знаеме кога ќе испадне проблемот. Значи, ја не кажувам дека веќе утре се сите загрозени дека ќе бидеме затруени. Може да се случи за недела дена, за месец дена или за една година, но ризикот постои. Не постои одредба која што не е прекршена. Верувате ми, ние контактиравме со многу експерти, професорот Капковски направи една мини студија од 50 на страни. Сите што ги контактиравме во почетокот да се консултираме, да видиме што да направиме, како да настапиме, ниту еден од нив не можеше да поверува дека некој нешто такво го направил. Надвор од памет, цитирам, како што рекоа. Но беѓата е направена. Еден нов момент од лани кога беше поднесен овој амандман до денеска,
е тоа што после многу апели, после многу преставки, анонимна кривична пријава, конечно Министерството за внатрешни работи постапи и е доставено обвинителен акт до обвинителството на кривична пријава, каде што е познат сторителот, понатаму ќе се постапува, но што е најважно дека делото е сторено. Дека бунарското подрачје е загрозено и таму органите ќе си постапуваат, нека се докажи и криминалот, нека се докажи одговорноста, тоа не е мојата цел. Она за што се обраќам овдека и што ја барам вашата поддршка е за нашата одговорност. Мојата лична и нашата овдека што треба да постапиме. Ја верувам дека ниту еден од вас не бил директно таму замешан, но од нас зависи дали ќе останеме со скрстени раце или ќе направиме некои чекори со цел да постапиме и да исправиме оваа состојба. Затоа е амандманот за санација и ремедиација за ова подрачје. Повеќе фазна е, ние имаме некоја проектирана висина на износ, со кој што сметаме дека неколку фази од тоа постапка за санација и ремедиација би можела да биде спроведена, но прифаќам било што. Еве, најискрено ви кажувам, не се упати во општата расправа, првпат ми е овдека, не го кажав мојот став за висина на јавниот долг, за непостојањето на стратегија, за избор на проектите, за извештај по истите и така натаму, серија на замерки и забелешки што има, само со надеж дека за овој амандман овдека ќе можам да допрам до што е можно повеќе од вас со цел да ја образложам или да успеам да доближам до вас сериозноста на оваа ситуација. Често го кажувам примерот, доколку некој не знае за што станува збор, земете на чаша полна со вода, ставете 2 капки боја. Тоа може да се случи на водоснабдителниот систем во Скопје. И станува збор, како што рековме, за канцерогени материјали, можеби радиоактивни, кои што се подмолни и убиец и на нас и на нашите следни генерации. Не смееме да останеме рамнодушни. Не, особено кога има начин како тоа се спроведе. И за таа цел треба да се направи прво испитување, истражување, соодветна студија, да се направат соодветни тимови, студијата да даде показатели како, на кој начин да се пристапи, бидејќи и при самото постапување, при санирањето и ремедиацијата на депонијата може да се случи дополнително загадување. Тие дупки што беа пополнати до ниво на подземни води беа во лоша хидролошка година. Што значи, ако имаме поповолна хидролошка година, следната или наредната, висината ќе се подигне, целиот тој шут, ѓубре ќе биде потопено внатре. Значи, ние треба да пристапиме согласно заклучоците од експертите што ќе ги направат. Ниту алудираме, ниту кажуваме како. Како сака владата, нека ги направи. Нека спроведе студијата кој што сака, нека бидат земени било кои експерти. Само да имаме чекори кон санација на ситуацијата. Значи, од тука, кога ќе се направи студијата, ќе се пристапи кон прво отстранување на целиот шут и истите тие дупки треба повторно се пополнат со водоносен песочен слој со соодветна гранулација како и околното земјиште. Многу комплексна, многу тешка постапка, но која што мораме да направиме. Го должиме тоа, ако не за друго, пред самите себе си, пред самите наши деца. Повторно ќе кажам, знае министерот, во негова непосредна близина е, повеќе наши колеги се таму, но ги засега сите. Не смееме да дозволиме таква трагедија. Алтернативните начини на водоснабдување на Скопје чинат најмалку 10 пати повеќе. Доколку ово е бунар, ја можете да проверите дека не сите веќе работат. Веќе имаме последици од истото. Алтернативните начини се евентуално да се повлече нова линија од Врело, која што ќе биде подводна каптажа, сега да не ве оптоварам со технички податоци, многу тешка изводлива за имплементација и за изvedба, која што ќе чини минимум 20-30 милиони евра. Колку и да се определи со студијата што ќе треба да чини овој зафат овдека, е неважен во споредба на можните последици што може да постојат од ова. Искрено ве замолувам, уште еднаш да размислите, да искочите во пресрет на иницијативата и амандманот. Ви благодарам.